Околу 500.000 садници годишно произведува расадникот на Национални шуми подружница Куманово. Од менаџерскиот тим задоволни од количината, расадникот останува меѓу водечките по бројот на производство. Освен што ги користат за пошумување на регионот, се врши продажба на надворешни субјекти, но и помагаат на останатите подружници низ државата при акциите за пошумување. Се надеваат дека во наредниот период ќе се изврши модернизација на расадникот, набават нови машини и изголеми производството, но и подобри квалитетот. Во поглед на производство на садници, можеме да кажеме дека годината успешно заврши и покрај тоа што условите во расадникот ни се лоши, уште работиме рачно, би требало да има соодветна модернизација во минатиот период, но и покрај тоа ние успешно го завршивме производството. Во поглед на реализација на произведените садници, дел од садниците беа дадени на други подружници, меѓутоа ние имавме минатава година еден голем меѓународен проект од Обединети нации, кај Браната Липково, за санација на ерозивно подрачје, околу 56 хектари, така да успешно сами Македонски шуми подружница Куманово со мала помош од вработени од подружнициве во Скопје и во Крива Паланка, сами го завршивме тој проект, зашто добивме и одлични оценки. Во поглед на наводнување веќе имаме нешто модернизирано, автоматско наводнување на садниците, што ни е од голема корист. Меѓутоа, пошто вршиме контейнерско производство, че треба тие контейнери да се наполнат со земја и се, тука работиме се уште рачно. Постојат машини кои што може многу да ни помогнат да го убрзаат процесот, така да се надевам дека во идниот период нешто околу тоа ќе се преземе. Согласно планот, Кумановскиот расадник на есен ќе реализира пошумување на опожарената површина во реонот на село Стрезовце. Претходно со црн и бел бор се пошумуваа деловите на Кокино, како и во Липково. По првичните контроли од надворешни субјекти, да кажеме, успешноста е 90% можеби. Меѓутоа, за успешност на една садница треба да помене одреден период, така да ќе почекаме да видиме, сега под пролет треба да направиме соодветна проверка, контрола. Тука зависи не само од климатските услови, меѓутоа имаме и животни и разни работи, така да ќе видиме како ќе биде. Во Кокино пошумувањето што го извршивме е добро. Садниците се релативно добро прифатени, меѓутоа за да се формира шума треба многу голем временски период и се уште тоа делува како голина, не се види дека е пошумено. По повод 21 март, денот на пролета и екологијата, вработените од Национални шуми Куманово ќе се приклучат на акцијата за пошумување која што ја организира јавното предпријатие Чистота и зеленило. Нови садници ќе се засадат во студена вода. Ги повикуваат сите заинтересирани граѓани да им се приклучат и да придонесат кон чиста и здрава животна средина.